Криптопазарот е нешто што е многу различно од било кое тргување со акции или било какви традиционални финансиски средства. Зошто? Пред се, како што рековме, се занимаваме со нешто инаку. Овде нема централен авторитет каде што може да ви каже колку да ставите пари и така натака како да ги вадите. Менувачницата има работно време. Сабота недела не работи и работи до 4 пладни. Криптовалутите работат 24/7 на блокчейн. Секој од секаде, само со интернет конекција може да ги тргува. Секој секој може од било каде во било кое време да префрли вредност на пари без разлика каде и кому само треба интернет конекција. Не треба никаква дозвола. Секој ден почетник и јас лично кога бев почетник во 2017 мислев дека криптовалутите се само едни валути, како франак, како евро, како долар, денар, како и да. Но всушност не е така. Сите имаат различна употреба и сите можат да се користат за одредени работи. Ако Ethereum го користите за одредена работа, дефинитивно не можете XRP да го користите за таа работа. Еве ќе навлезем и во таа. Биткоин на англиски би се кажало store of value, чувар на вредност. Зошто? Погледнете ја цената пред 5 години, погледнете ја пред 3 години, погледнете ја пред 2 години. Секогаш кога имало краш на маркетот, и ако го споредуваме крашот на маркетот, секогаш биткоин бил повисок од претходниот краш. Што значи тоа? Тоа значи имате сигурен повраток на парите. Зошто сум сигурен за биткоин и зошто го кажувам ова? Биткоин дефинитивно е дигиталното злато. Зошто? Затоа што само биткоин е најдецентрализираната мрежа и секој сака да има дел парче од таа мрежа, почнувајќи од BlackRock, од JP Morgan, сите банкари, сите држави се занимаваат со крипто, додека обичниот народ е замајуван во мејнстримот каде што им се раскажува дека криптото е волатилно. Да, волатилно е, затоа што е само 1 трилион тој маркет. 2000-тите, кој што инвестираше во Amazon, во Facebook, во тоа време беше будала. Сите го сметаат за будала, некој вика се коцкаш со парите, ова е глупост, нема никакво значење. За Microsoft вика, каде да го видиме Microsoft? Го нема. Го нема затоа што е софтвер. Така и ова не можете да го видите. Друга вредност. Имаме, значи, кај класифицирањето. Го спомна биткоин, тоа е чувар на вредност. Имаме криптовалути за payment што се користат, како XRP, Stellar, овие што исполнат централистички, но меѓутоа имаме и тие што се payment, што се децентрализирани како Litecoin. Исто така имаме privacy coins или приватни валути. Тоа значи дека вие можете да направите трансфер со било кој во светот. Паметни договори како Cardano, Polkadot, Avalanche, VeChain, Osama и други. Оди надолу. Овие што